Софија не сака билатерална комуникација за решавање на проблемот, потврди министерот Муцунски. Денеска и следните денови во Софија е во Бугарија Антонио Кошта, значи председател на Европскиот совет, најмоќното, највисокото тело на ЕУ, меѓу темите и проширувањето. Има ли тој моќ да издействува, дали е делегиран да издействува отворање на поглавјата со позиции блиски до тие на македонската влада? Она што мора да го кажеме е дека Антонио Кошта како председавач, да го речеме, на Советот на Европската Унија, едно големо освежување, прво затоа што тој бил премиер на една значајна земја, Португалија сепак една значајна земја и има една убава геостратегиска визура, од друга страна е многу практичен политичар кој што и покрај тоа што доаѓа од социјалистички, левичарски корени, нема проблем да дискутира со било кого. Она што знаме дека и премиерот имаше состанок нели со него каде што ги изложи нашите проблеми, а не е прв пат Антонио Кошта го покрена ова прашање пред Бугарија. Јас сум убеден дека токму затоа што неговата функција е онаа функција каде што геополитиката доаѓа до полн израз, тој ќе остави ова на маса во Софија. И мислам дека таму ќе имаат малку и проблем да му објаснат зошто и понатаму инсистираат на ветото во услови кога е очигледно и кога е јасно дека во Европа е бесна една војна и дека Европската унија има и некои други проекти кои што стојат на располагање. Сега ќе биде после интересно да слушнеме кој бил повратниот одговор. Аз убеден сум дека Кошта тоа ќе пренесе и до премиерот, а неговиот кабинет сега ќе стигне до македонска дипломатија што се зборувало во Софија.